Добар ден, почитувани. Следуваат минутите резервирани за денешната телма амбуланта. Какво е влијанието на генетиката? Тврдата вода за пиење како скопската, големата доза витамин Д или животниот стил врз формирањето на бубрежни камења? Дали на вистина пиењето лимон на гладно може да помогне? Кога каменот се исфрла спонтано, а во кој случај е неопходна интервенција и кои превентивни навики на вистина го штитат здравјето на бубрезите? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Гоце Спасовски, специјалист по нефрологија. Разговорот следува веднаш по блокот реклами, а како и досега, ќе можете да поставите и прашање во програма. Останете на телма. За камењата во бубрезите и болката од нив што не се заборава, денеска разговараме со професор доктор Гоце Спасовски, специјалист по нефрологија од Универзитетската клиника за нефрологија. Професоре, добре дојдовте повторно во телма амбуланта. Добар ден. Добар ден и вам и убав ден за сите ваши гледачи. Професоре, многу луѓе велат дека имаат песок во бубрезите, па постои ли таква диагноза или пак можеби само тоа е состојба која што води кон камења во бубрезите? Така е. Песок во бубрезите не може да се види. Предпоставуваме индиректно, ако имаме болка, ако не добиеме на ултразвук наод за застој во бубрегот, а од друга страна во седиментот на урината гледаме некои кристали, односно гледаме дека има еритроцити и индиректно кажуваме дека нешто мало поминало. Некои кристалчиња. Кристалчиња, тоа е всушност песокот. Тоа е многу микроструктура и не се гледа на еден така преглед со ултрасаунд, кој што е многу софистициран, меѓутоа не може такви мали структури да фати. Дали тоа значи дека тие се почетна фаза на формирање камен? Јас имав денеска баш со студенти нефролитијаза и трансплантација предавав и кажувам, ако имаме една чаша полна со вода и ставиме една лажичка шекер или една лажичка кафе, ќе падне определен талог пола прст. Ако ставиме 2 лажички кафе, ќе биде цел прст или уште повеќе талогот, 3 и понатака, ќе се зголеми талогот. Значи, се во и човечката природа и по закон на физика и хемија има одредена растворлива материја и одредена количина на растворувач. Ако тие се во баланс, има одредена можност за заситување, значи за растворање на таа материја. Се тоа што ќе има во поголема количина од растворливата материја, ќе доведе до таложување. А таложењето всушност ќе доведе и до камчиња. Така. Колку е честа појавата на камења во бубрезите кај општата популација? Едно од нечестите, а поготово во Македонија. И ако се прашаме зошто, веројатно неколку фактори би можеле да укажуваат на тоа. Прво, ние сме една земја кај што има 280 и повеќе сончеви денови, а со тоа имаме и поголема количина на витамин Д во нашиот организам. Понатаму ние сме земја кај што грото од луѓето млеко и млечни производи им се основна исхранбена продуктна единица. Понатаму исто така имаме несоодветно пристап кон земање на дневна количина на течност. Јас и студентите ги прашувам колку треба и дали е исто еден човек од 50 на килограми и од 100 килограми. Литар, 2, 3. Не може да се наддава. Значи, тоа е една точна бројка од 4% од човечкото тело. Значи, за еден човек од 100 килограми би требало 4 литра да има дневен внес, за да се задоволат сите потребштини на организмот, бидејќи знаеме 65-70% од нашиот организам е вода. Значи, таа општа препорака 2 литра течност не е универзална, не е точна? Апсолутно. За секој е индивидуални и различни. Јас и вие не можеме да имаме исто внесна течност, нели? Заради килажата основно и со тоа и циркулацијата. 7% од тежината од прилика е количината на крвта на серумот. И ние спрема тоа можеме да додаеме повеќе или помалку. Можеме да претираме со вода? Ако работат добро бубрезите, не. Бидејќи секој вишок на течност, првата функција најбитна на бубрегот е ултрафилтрација. Втората е детоксикација, се што е вишок материја да излезе, па после следуваат ендокрина и организација, односно хомеостаза во однос на ацидобазна равнотежа.
И не можеме, ако ја работат добро бубрезите, и ако нема срцево попуштање, не можеме да имаме вишок и да се задушиме, што се вика, во вишок на течности. Професоре, а важно ли каква вода ќе пиеме? Бидејќи вела дека скопската вода е многу тврда. И таа е всушност причина за појава на камења во бубрезите. Има ли вистина во тоа? Што вели науката во однос на тврдината на водата? Во народот така се кажува и за скопската вода. Меѓутоа сите професионалци кои што се одговорни кажуваат дека водата е исправна за пиење и со количината на калциум, на железо, на останати тешки метали во граници кои што се потребни за една добро прочистена вода. И јас немам зошто да не верувам. Конкретно јас пијам и од чешма вода и не е проблем. Меѓутоа сите оние што се со проблематика досегашна, може би требало да повнимаваат на тоа и да евентуално не зимат. Меѓутоа да не зимат од чешма вода. Меѓутоа во изборот дали да земе количински повеќе течности или да земе само флаширана вода, јас сепак би рекол дека е подобро да се земе што поголема количина на течност, помакар и од чешма. Го спомнавте витаминот Д. Дали неговата голема концентрација во крвта може да доведе до формирање на бубрежни камчиња? Значи, едни од камчињата се калциум, калциумски, дали ќе биде со оксалат, со фосфат или со нешто трето. И тие во основа се зависни од витаминот Д. Во кој смисол? Дека витаминот Д ја зголемува апсорбцијата на калциумот од цревата. Меѓутоа треба и да има, да внесувате калциум преку млеко и млечни производи, за да може и да се зголеми апсорбцијата. Значи има точност во тоа дека тоа го зголемува внесот на калциум во крвта, меѓутоа повторно кажувам, ако имаме доволно внес на течности, се балансира организмот со тоа што бубрегот е многу паметен орган, совршен компјутер исто како и мозокот, и тој знае на одредено ниво, тој првиот дел за реабсорбција, проксималниот тубул, после тоа клопчето кај што се филтрираат сите материи, тој на одредена количина на концентрација на калциум едноставно не го реабсорбира, туку го пушта во останатиот дел на тубулите и ние имаме тогаш хиперкалциурија. Во крвта се регулира. Ама од друга страна во урината, кога има хиперкалциурија, значи има поголема количина на тие честички со калциум, заедно со другите, ако не е доволна количина на течност за да се растворат тие материи, може полесно да придонесе за стварање на калкулите. Значи треба да се биде внимателен, треба да бидеме внимателни при внесот на суплементи со калциум? Апсолутно. Вие знаете дека има студија во интернистички журнал од 2000 година негде, дека кај сите остеопоротични жени, кај што бил додаван калциум суплементација и витамин Д, има зголемена инциденца на инфарктни состојби или прединфарктни состојби. Зошто? Затоа што се ресурбира калциум, нема кај да оди, остеопоротичните жени не го примаат калциумот од коска, кој што знаете 99% е во коска, 1 килограм од прилика во човечкото тело, и тој мора да се таложи негде. Или во меките ткива, или во крвните садови. А крвните садови заедно со масните плаки, кога ќе калцифицираат, тоа апсолутно значи помал проток на крв и поголема можност за инфаркт. Ова е многу важна информација. Жалам ако е лоша информацијата, меѓутоа тоа е вистината. Професоре, што е со генетиката? Ако во семејството некој има камења во бубрезите, значи ли дека останатите членови се во ризик? Има кај нас и наследен фактор, апсолутно, и тоа се пренесува од генерација на генерација. Меѓутоа и болести има кај што има мутација на одредени гени, како што е примерно хипероксалурија, кој што со сигурност се пренесува и доаѓа нели до поголема количина на калциум оксалати, кои што сме имали случај да трансплантираме бубрек, па повторно таа болест на овој трансплантираниот бубрек да направи калкулоза, да се повтори, па тогаш дури да ја увидиме дека е некоја наследна болест која што за жал тешко се лекува. А што е со животниот стил и начинот на исхрана? Дали внесот на премногу сол, протеини,
веќе споменавте намалена количина на течност и отсуство на физичка активност може да биде ризик фактор за појава на камења во бубрезите? Секогаш ја кажувам истата девиза. Цело е кога се има се. Ништо премногу, а од друга страна нешто па во минимални количини. Значи, ние треба умерено да внесуваме и протеини, и шекери, и масти. И секако, ако има предилекција тој пациент или предиспозиција кон стварање камчиња, треба да внимаваме, да видиме кои кристали се, дали се уратни, дали се калциумски. Ако има во инфицирана средина посебен тип на камчиња, магнезиум, амониум сулфат, тогаш треба да внимаваме и на таквите инфекции. И секогаш треба да внимаваме за поголема количина на растворач, значи на вода, на бистри сокови и течности, супа и така натаму, а што помалку, зависно од тоа од што се создадени камчињата, тој продукт што помалку да го внесуваме. Значи, ние сме исто така креатори на нашата здравствена состојба со голем дел и затоа треба да ги почитуваме препараките од нас лекарите кога веќе доаѓаат луѓето за да се испитаат за одредена работа. Многу се популарни протеинските диети и кето диетите. Можат ли тие да создадат некаква компликација која што ќе води до камчиња во бубрезите? Сме виделе многу пати дека доаѓа до акутна бубрежна инсуфициенција кога луѓето земаат многу големи количини на протеини. Не само кога овие билдерите што земаат концентрирани протеини, тука има кето диети за ослабнување и така натаму. Многу брзи резултати така постигнуваат така. Јас не сум поборник за таква работа. Се што е нешто напречац, што ви кажуваат луѓето, направено, од друга страна мора да има ребаунд феномен. Да повторно по престанок да врати уште у полоша кондиција. А вон тоа секако треба да се внимава на нашите органи во случај бубрезите. Да, и функцијата на одредени жлезди е поврзана исто со појава на бубрежни камчиња? Да. Има паратироидни жлезди, кои што се 4 жлездички врз тироидната жлезда се наоѓа така. И тие паратироидни жлезди може да имаат примарен аденом, значи примарен паратироиден канцер, да кажам, или друго нешто што може да влијае за зголемување на лачење на паратхормон, а тој влијае на зголемена разградба на коска, бидејќи коската знаеме дека во рок на 6 месеци има една хомеостаза. Целата се разградува и целата се обновува. А основата за обнова е механичкиот стрес. И затоа велиме имобилизација, кога луѓето не се подвижни, многу полесно има ресорбција на коска и излегува калциумот. Другиот дел на прашањето беше? Во однос на сето ова, значи го појаснивте што е клучно, а дали можеме да почувствуваме за жлездите беше, за паратироидната жлезда, само да докажам, што се извинувам. Значи имаме жлезди, надбубрежна жлезда, кој што исто така е одговорна за хомеостаза за минералокортикоидите, за натриум, за калиум, исто така за калциум, магнезиум. Меѓутоа тие у помал обем можат да влијаат за развојот на тие калкули. Најбитната и најголема жлезда што може да направи проблем е паратироидната жлезда. Но има улога и надбубрежната жлезда. Има, да. Дали ке пациентите кои што има камења во бубрезите има потреба да се направи анализа и испитување на овие жлезди и нивната функција? Па секогаш кога ќе дојдат и кога ќе видиме пореметување на односот меѓу калциум и фосфор во присуство на нормална бубрежна функција или во влошена бубрежна функција, испитуваме паратхормон, испитуваме ултрасаунд кој што ни покажува дали има евентуално проблеми калцификати во самите бубрези или па калкули во самите чашки. И второ, исто така гледаме и надбубрег, дали е тој зголемен, намален. Ако имаме сомнение, тогаш одиме на диференцијални испитувања во однос на самата надбубрежна жлезда. Меѓутоа тоа не може да оди никогаш само, тоа мора да биде пропратено и во биохемијата со ненормални нивоа на натриум, на калиум, на калциум и така дале. Значи електролитниот статус би бил нарушен кај овие пациенти. И други параметри би укажале на еден ваков проблем. Дали формирањето на камчиња дава некаков знак? Може ли некој со години
има камчиња во бубрезите и при тоа да не чувствува никаква тегоба. Така е. Дур се во чашката, тие се silent, неми. Ако почне да излегува, тогаш настанува проблема. Значи само при нивно предвиđување? Така е. Меѓутоа, од друга страна, што е опасноста? Ако не се гледа клинички, ако не се манифестира, а вие имате стварање полека, бидејќи бубрегот има голема резерва, и полека се ствараат во сите чашки калкули, кои што не прават болка, меѓутоа го запоседнуваат просторот. И едноставно тој бубрег веќе не може нормално да функционира, да лачи урина, и ќе дојде до едематизација на тој бубрег. Ќе отече и полека тој бубрег ќе ја изгуби функцијата. Исто како да имаме постепена хидронефроза, односно застој во бубрегот, меѓутоа многу постепен и на некој начин им кажуваме на пациентите дека нивниот бубрег е интоксициран од самата урина. И тоа е проблем, го викаме коралиформна литијаза или стакхорн, како еленски рогови. Ако дојде до таква работа, ништо не може да направите. Тоа е нити за кршење, нити за литотомија да се вадат оперативно. И тоа е проблем кој што не би требало никој да си го дозволи. И затоа постојат тие прегледи што ги правиме преку организациите, систематски, годишни, полугодишни и така натаму. Тоа не би било во ред во една држава со современ здравствен систем, кај што ги имаме сите можности, а да не се грижиме за своето здравје. Колку камчиња такви во бубрегот би требало да има за да дојде до еден ваков проблем? Ви реков, тоа е како прсти на ракавица. Добре. Тоа е континуирана калкулоза. Значи не е еден, па на другата уште еден, дали ќе биде од 7 или од 13 или од 20. Ова како цела ракавица се прави. Како цела ракавица, така. Тоа е коралиформна, значи одливна литијаза, го кажувам. И тука, затоа ви реков дека тоа point of no return. Нема враќање назад. Кои камчиња создаваат поголема болка, дали малите или па големите? Мислам дека повеќе зависи од обликот на камчињата. Значи, овие што се калциум оксалати, тоа се како гребени во море, избраздени и со многу оштри ивици. И тие кога излегуваат, загребуваат на самиот уретер на мукозата, на слузницата, бидејќи има нервни завршетоци, се прави спазам. И се прави тој коликообразен или брановиден бран за да проба да го пропулзира, да го истисне камчето подолу. И во тој случај ние, за жал, не можеме да взимаме спазмолитици кои што би ослободиле болката на начин дека ќе намалат стегнувањето на самиот уретер, бидејќи тоа е позитивен бран кој што влијае да излезе камчето надолу. Сем, ако не е над 7 мм, се вели дека над 7 мм тешко дека ќе може да излезе, повторно ќе заглави негде, веројатно пред да влегува уретерот во уровезиката, во мочната кеса. Вела дека бубрежната болка, која што е предизвикана од камче, е една од најсилните. Има ли вистина во тоа? Бубрежната колика дека болка што не се заборава? Сега, и главоболка, и самоболка, за сите може да се каже сличното, меѓутоа, бубрегот да, одеднаш фаќа и нема анталгична, велиме. Нема положба во која ќе се наместиме и ќе се смали таа болка. Кажуваме да се затопли, евентуално во топла када, се шират каналите за да може, нели, пропулзивно да се спушти камчето за да може да се измоча. Оти нема друго решение. Другото решение е поврзано со манипулации со инструменти, значи уретеро, односно цистоскопија, уретероскопија, а тоа е внесување на инструменти, поставување евентуално на пластични цревциња, кои ще би премостиле од озгора од бубрегот до уровезиката и да, тоа ќе намали отеченоста на бубрегот. Меѓутоа, знаете, страно тело кое имате во организмот, секогаш може да добиете инфекција, може да има декубит на самото место во слузницата кај што допира, иако е тоа пиктейл, значи едно кружно за да не се забоде во слузницата. Меѓутоа, ако може човекот спонтано да го елиминира
каменот би било најдобро и би требало луѓето да се најсреќни. Колку денови може да трае целата таа агонија за исфрлање на каменот? Ако е песоче, може за неколку часа. Меѓутоа, ако е голем калкул, тоа ќе може да никогаш да не се намали болката, со тоа што дека ќе мора да се отиде, како што ви реков, да се направи цистоскопски, да се вметна сонда, за да може нели да излезе до камче, или да се подбутне камчето горе, да се врати во бубрегот, па таму да се искрши со ултразвук. Тоа претпоставувам дека на ехо преглед може да се процени дали да пациентот ќе го исфрли спонтано или не каменот. Големината на камчето се проценува, сем ако не е во регија нели да е многу навлезено во ретерот и да не може да се најде заради околните структури кои што не даваат добра можност за диференцијација, не. Ако е горе во бубрегот, да. Тогаш млоко во каналот, во почетниот дел, првите 2-3 сантиметри. Ама надолу ако отиде, вие немате контраст со некој друг орган за да можете да видите каде. Се е слично. Па како тогаш сте сигурни дека станува збор за колика која што е предизвикана од камча? Затоа што вие давате течност. Добра. И бубрегот само повеќе се шири. И болката уште повеќе, потекува. И уште повеќе се зголемува болката. Значи болката е поврзана со отокот на бубрегот. Така, ние прва мерка е да ставиме 1 литар физиолошки раствор со добар диуретик. По една ампула ласет фуросемид во 2 шишиња. И гледаме на кој начин ќе изреагира пациентот. Дали тој воден удар ќе сврши работата, ако е мало, тенко, камче, лесно ќе излезе, односно песоче. Меѓутоа, ако заглави и гледаме дека се шири хидроуретер, се прави, тогаш апсолутно знаеме дека е ситуација во која што нема да пробие тој воден бран. Замислите, инклавиран, заглавен калкул и вие се ставате плюс течност од позади. Значи тоа ќе биде контрпродуктивно. И затоа се пробува, се гледа, ако не оди ден-два, автоматски мора да се побара помош од нашите сродна група на клинички, односно хируршки гранки, уролозите. А доколку каменот е помал од 7 мм, очекуваме колку денови може да се чека? Може ли? Пак уште едно нешто е многу битно. 11 дена. 7 мм ако е кружна форма. Добра. И 7 мм правоаголна форма не е исто. Се слагате? Така. Обично ќе го видиме кога ќе се заглави превезикално велиме. Уретерот кај што влегува во уровезиката, во бешиката. И тоаш кога ќе го видиме таму, бидејќи тој ќе направи оток на самиот орифициум отворот, и ќе дадеме нешто во смисол за кортикотерапија да се смали тој едем, за да може нели полесно пропонзивно. Кажуваме топло, да се завиткаат во топла када, меѓутоа и да скокаат. Често пати се чудат зошто ме терате докторе по степеници. Затоа што тоа ќе му даде додатен импулс за подземината тежа тој да се движи надолу. Значи многу течности и скокање. Скокање по скали. И топло. И топло. И тоа е рецептот сушност за да се исфрли каменот. Ако е 7 мм. Ако е 7 мм или помал од 7, и формата рековте. И формата е многу важна. Претпоставам и составот, или? Составот камче се е камче. Не, мислам доколку има остри рабови, па се прикачи некаде, па не се спушта. Така, може да створи коагулум, може да се вгнезди, така, имате право и тоа е. Ќе ги вклучиме и гледачите. Од тој момент, почитувани, емисијата е контактна, слободно поставете прашање на телефонскиот број што е испишан на екранот. Каква течност во тие моменти да се пие преку уста? Некој велат дека пивото помага. Пивото е многу добар диуретик. Заради тоа што многу лесно се измочува во тој контекст. Алкохолот сам по себе е добар диуретик. Во тој контекст. Башка има витамин Б нели во пивото и тој малку ги аналгизира, ги смирува сите проблеми во организмот. Тоа може би е подобро како превенција пиво или во клучите моменти на исфрлање на каменот може да се земе? Па и двете може да се земат во обзир. И превенција, ако знаете дека имате песочиње, а и кога ќе имате малку ќе ве наркотизира, ќе ве релаксира, а од друга страна и како голема количина на диуреза што ќе се појави,
ќе помогне ли да излезе. Како вододиурезата ние со венски физиолошки раствор што ја правиме. Во момент на силни болки, луѓето се подготвени да земат се за да се смири проблемот, па пијат чаеви кои што ги направил, некој им ги препорачал, разни растителни препарати, дури зрнца темјан знаат да испијат. Помага ли нешто од сето тоа што говори вашето искуство? Да, помага кај луѓето. Имаше некоја теткица од Пашинувци или не знам каде беше, или од Прилепско негде, кој што им правеше и луѓето навистина доаѓа и ги раствара камчињата. Ги гледате после месец дена, го нема камчето. Сега, дали е тоа на врвот на сето останато што сте договорили и што го прават, или е тоа основицата, тоа не би можел да го кажам. Затоа што многу од луѓето не земаат течност. Кој ќе им кажете, ако ве послушаат, тоа е автоматски еден чекор напред кон нивното излекување. Се тоа друго што го примаат, исто така ако се договорите дека не треба да стават многу калциум, дека не треба да земаат многу млеко и млечни производи, може да помогне. Меѓутоа, јас не сум против за било која од тие работи. Да ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало? Во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. И едно прашање до докторот. Пред 3 месеци направив ехо на бубрези и ми најдоа песок. Двата бубрега, например, ќе ви прочитам на докторот, уредни димензии, сочуван парахим со многу хиперхогени микрокристали во каликси, без застој на уродинамиката. Сега, докторот ми препорача 3 месеци да пијам Реналов. Добро, некој препарат сте добила? Препарат 3 месеци да пијам. Сега немам почнато уште да пијам и дали треба да пијам или пак нешто друго. А имам и остеопороза, пијам калциум и D-витамин. Така, тоа е многу важна информација што ја споделивте, дека имате остеопорози, примате таква терапија. Да не имате уште некој прашање, професора, или тоа е се? Тоа е се, ви благодарам за вклучувањето, повелете. Кажа, значи има внес на калциум, има внес на витамин D, не кажа всушност само колку зима дневна количина на течност. Треба да зимате, значи, поголема количина на течност, внимателно со витаминот D и со калциумот, и многу движење ви треба. Ако сте се силна, односно со седечка професија или само пред кујна, тоа не е во ред. Треба да се движите 1 час дневно со средно брзо. Единствено така, коската го прима калциумот. Понатаму Реналов, Литорен или некој друг препарат, се е во ред. Тие им содржат инхибитори на кристализација. Значи да не се создадат конгломерати за да се створат поголеми камчиња. Пардон. И на крајот за тие микрокристали, тие тешко се гледат, меѓутоа на колегите ако им изгледало така, тоа е во ред. Треба да продолжите да направите еден уринарен седимент и да се види во тој седимент дали има кристали и од кој тип се, и да се види дали има еритроцити. Секако дека тие ќе бидат чисти еритроцити, нема да излегуваат преку бубрежно ткиво, туку ќе излегуваат од загребување на самата слузница и на тој начин индиректно повторно ќе отвориме дијагнозата. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден, дали ме слушате? Да, ве слушаме одлично, повелете. Поздрав до професорот, поздрав до сите во студиото. Ви благодарам. Јас би прашал за камен во жолчка. Дали може едноставно да се лекува? Така, ви за камен за жолчка, но денешната емисија е за камен во бубрек. Професор, ќе одговорите, нема проблем. Ајде, поставите. Дали има уште некакви информации кои што ќе ги споделите? Дека е камен во бубрек, али прашањето е тоа. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Жолчните камења се создаваат од тие жолчни пигменти и од многу масти,
кога има густа жолчка, значи многу треба да внимавате на самиот внес на зачинета храна, масна храна, исто така повторно земање на доволно течност и треба да видите да превентивно, ако веќе имате нешто што се вика талок, тиња во жолчка или калкули во жолчка, да земете препарати кои што ја на некој начин раствараат таа жолчна маса, како урсофолк, урсохолична киселина, која што апсолутно треба да ви помогне за таа работа. Меѓутоа, во секој случај, масти и зачинета храна многу помалку. Постои ли поврзаност помеѓу каменот во жолчка и каменот во бубрезите? Дали оние што имаат камен во бубрези треба да стравуваат дека ќе развие? Може да е, меѓутоа директна поврзаност не можам да кажам. Не постои. Кога зборувавме за ризик факторите, споменавте дека оние кои што пијат голема количина витамин Д и калциум, а не внесуваат доволно течност, може да развијат камчиња во бубрезите. А што е со пациентите кои што земаат лекови за покачен крвен притисок и диуретици? Дали диуретиците сами по себе може да направат проблем, бидејќи течноста што ја внесуваат, ја изфрлаат со тој лек? Во ретјето ја изфрлаат, поголема количина на урина има. Таа поголема количина на урина, како што рековме, во оваа чаша, ако има поголема количина на урина, односно поголема количина на чашата ќе се исполни, растворливата материја, дали ќе биде калциум или некој лек или нешто трето, ќе биде минорна во однос ако има многу мала диуреза, а сепак е иста количината на лекот или на хранливата состојка и така натаму. И тогаш талогот ќе биде погуст урин и талогот ќе падне почесто. Значи сепак е клучо колку течност се внесува во организмот, во тоа е тајната. Сега кога некој има велат напад на бубрезин или бубрежна болка, како да знаат дали таа болка што се јавува во крстот е поврзана со бубрезите или пак потекнува од нешто друго? Да, најчесто Добив знак дека имаме гледачи. Еве една кратко одговор. Диференцијална диагноза меѓу дископатија и болка во бубрек е малку постранично, лумбално го кажуваме дека е болката во бубрегот и обично оди надолу. Како што се движи камчето, болката се пропагира према напред и према внатрешна страна од препона. Може само во предниот дел да ја чувствуваме болката, кај што жолчката пада се, ама мора да почне од позади. Да, од позади почнува и потоа иде надолу. Жолчка боли, да, десна страна тука, испод ребрениот лак, а дископатијата секогаш боли кичмата само, раметниот стол. А болката е тапа, остра? За бубрек е тапа коликообразна. Боли многу јако, па потоа поминува. И така на бранови. И гадење се јавуваат многу често? Од болката, да. Гадење и повраќање од болката. Од силината на болката. Ќе ги вклучиме гледачите. Базофагален рефлекс. Добар ден. Добар ден за следниот гледач, кој што ќе го вклучиме во продолжение на денешната емисија. Се јавувам од Битола. Така, повелете. Се јавувам од Битола. И јас имам еден бубрек. Левиот бубрек го имам оперирано пред 26 години по втор пат. Иначе како дете, од дете боледувам. Првиот пат кога се оперирав имав камен во бубрегот голем колку кибрид. Беше со зраци и сега имам повторно камен. Е многу страв. Каменот е околу 4,5 до 5 милиметри. Не можам никако, пијам течност, пијам уролитин. Никако не можам да го... Да го изфрлите? Изфрлам, меѓутоа сега осеќам дека мокрачата ми е пенлива. И тоа ми е многу страв. Така. Има некој мирис неубав мокрачата и ноќе станувам неколку пати по нужда. Дали докторот, заради тоа што во Битола нема специјалисти уролози, повеќе има, ама од време на време идат, дали ќе може да одам кај него на преглед, затоа што навистина ми е многу страв. Имам и цистоскопија направено и така си има извадено каменот. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорот е нефролог. Ја опишавте вашата ситуација, што можете да советувате? Се чини дека не е научена лекцијата од првиот бубрек, што имал проблеми,
Тој рече козраци, не рече козраци. Тоа е таа коралиформа. Тоа што го објаснивте на почетокот. Така. Сега вториот треба да биде срекна ако остане 4-5 мм. И ако понатаму се превземат сите мерки за да не дојде до зголемување на тој калкул. На тој начин она ќе биде on the safe side. Значи ќе биде на сигурна страна. Она што претпоставам дека има и плюс уринарна инфекција. Етерано често мокрење, пенлива мокрача, има мирис. Затоа препорачувам да се направи уринокултура, да се направи една лабораторија, да се види до кај и не треба да се плашите, господи, треба да си побарате чаре, за да можете да се превенира секојаш подобро отколку да се лекува. Така е. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте. Сакам само да кажам дека телопот кој што ви стои болка што не се заборела камен во бубрек, ви е многу точна. Пред 10 години, скоро цела година, 2015 година, се маче со камен во бубрек, кој што конечно беше изваден оперативно. Сакам да потврдам нормално, она што кажува докторот, дека 10 години ги следам препораките, пием меѓу 2 и 3 литри течност на ден, правам редовни контроли кај нефролог и кај уролог, повремено пијам увин чај, еве, ке таа жена во едно село што спомна лекарот и таму се обидев. Прашањето ми е, дали смеам да пијам витамин С? Многу лекари препорачуваат за имунитет при настинки или во некои периоди, како сега е есенција, да се пие често, редовно, секојдневно витамин С, па се прашувам дали тоа смеам да го правам. Така, еднубаво прашање поставивте во денешната емисија. Ви благодарам за вклучувањето. Витамин С. Цело е кога се има се, меѓутоа во количини кои што му се потребни на организмот. Витамин С е докажано дека е најпотентен антиоксиданс и стимулатор на нашата имунологија, односно одбранбена сила. Меѓутоа, над потребните 100 милиграми, кои ќе се ресорбираат од 500 во таблетката, тие се непотребни и мора да се излачуваат преку урината и на тој начин, бидејќи витамин С е аскорбинска киселина, ја закиселуваат урината. Сега, зависно кој тип на камчиња претходно би имал одредениот пациент, ќе може да се поспешуваат, односно да се инхибираат нивното понатамошно зголемување, стварање, односно растварање. Затоа не можам да кажам кој е. Овие што се магнезиум амониум сулфат, тие можат да примаат витамин С и да може да дојде до смалување на самата димензија на калкулот. Во сите обратни ситуации тоа не се препорачува. Како и да е. Со една таблетка, ама не секој ден, на втор, на трет ден, мислам дека во потполност би се завршила работата. И она што е познато во последно време е дека ако има голема количина на витамин С, тоа дури делува и склерозантно на крвните садови. Што тоа значи? Склерозантно значи дека ги заменува мускулните клетки од самиот слој среден на крвните садови со фиброзни клетки. Тоа е склерозација, замена на паренхимско тиво со сврзно ткиво. Значи, се што е во поголема мерка од она што нормално му треба на човекот и на организмот, е проблем. Кога станува збор за процесот низ фрлање на камен, има ли потреба да се пие антибиотик за да не дојде до инфекција, бидејќи понекогаш се забележува крв во урината? Или може да се земат некои чаеви? Првата одбранбена линија е големата количина на течност. Значи, тоа е неспецифичната одбрана кај нас. Во нормален случај, вие од бубрек никогаш не почнувате да имате инфекција. Секогаш инфекцијата е одоздола, па ако се некомпетентни валвулите на уретерот, од бешиката кон уретерот, и ако тие пропуштаат, кај состојбата на везико-уретрален рефлукс, во тој случај може да се качи асцендентно инфекцијата. Значи, мислам дека ако се држи нормална хигиена, ако се пие многу течност, не мора секогаш да се пие антибиотик. Секако, ако е као на претходната пациентка што се јави, добиете мирис друг, добивате пенливост, добивате често мокрење клинички, апсолутно тогаш би требало да се направи уринокултура и да се според антибиограм, ако се најде нешто, третира таа бактерија.
Препорачувате да се направи анализа на секое исфрлено камче доколку пациентот има често ваков проблем или е доволно еден добро камен? рековте, ако има често, апсолутно вториот, третиот пат, вие не можете да оставите на случајот или да ја ставите главата во песок и да мислите дека сте зацкриени позади. Во тој смисол треба да се направи биохемиска анализа на калкулот и соодветно хигиено-диететски режим на исхрана и однесување во однос на течности да биде имплементирано кај самиот пациент. Значи, во зависност од тоа, што ќе покаже биохемиската анализа, да, денеска, професори двајцата сме со кашлица, во зависност од биохемиската анализа на каменот, од она што ќе покаже, се поставува специфична диета за пациентот или на сите велите? Немојте да едете спанак, немојте... Не, ако пациентот нема салат, оксалати, избегнувајте. Ако нема оксалатни камења, нема да му кажеме да не јаде спанак. Спанакот е добар. Ако се уратни камче, нормално ќе му кажеме месо да не јаде многу. Ако се калциумски, па во било која комбинација, ќе му кажеме во основа да не пие, да не зема млеко, јогурт, млечни производи и така натаму. Значи, затоа кажуваме дека треба да направиме биохемиска анализа, за да може да кажеме специфично што. А многу луѓе се одлучуваат утрото да го започнат со исцеден лимон на гладно, за да се смени пH-то на урината. Иако лимонот е кисел, вела дека станува урината така побазна. Има ли вистина во тоа и дали тоа навистина може да помогне? Па ако е лимонот кисел, преку крвта оди и се излажува нели тој витамин С или лимунска киселина, како киселина, ја не сваќам како ќе биде повеќе базна. Или не сум сретнал за такава работа до сега, не е битно. Не мислам дека да се пие лимон е апсолутно добро, затоа што тоа е природен начин како лимунската киселина, витаминот С, ќе си го добиете во организмот толку колку што му треба. Што е вишок, едноставно ќе нема да се реабсорбира од гастроинтестиналниот тракт и нема да има и вишок во самата урина. Затоа препорачувам, да, тоа е добро, меѓутоа не можам да кажам дека има директна поврзаност. Да, дека ќе направи базна урината и на тој начин ќе даде можност за предоминантно таложење на кисели камчиња. А во кисела урина обично се таложат камчињата? Има вистина значи, во тоа? Во кисела средина, киселите камчиња, односно поврзани со урат, нели? Уратите. Или поврзани со месото, со исхраната. Што е поврзано. Нели месото на крај се преработува и пак ствара ацидоза. И тоа е тоа што на крај ја зголемува pH, го намалува pH-то на урината за да биде зголемена ацидоза. Така. А можете ли да процените врз доколку пациентот имал едно камче? Дали може да се процени кај него дали ќе има повторување на проблемот, односно рецидиви? Дали повторно ќе се развие камче? Претпоставам тоа ве прашуваат. Ако тие се повинуваат на препораките што сте ми кажале и повторно ствараат камчиња, значи има проблем. Или ќе се бара генетска анализа да се види нешто што има од тие ретките болести, цистинурија, ви реков, пример на хипероксалурија или така нешто, или едноставно ќе се бара некој дефект во оној дел, во оној сегмент од кој што се состои камчето. Дали тоа ќе биде калциумскиот метаболизам, дали намалената можност за инхибиторите, ќе ви реков, хомеостаза постои на секое ниво во организмот. Тоа значи равнотежа. Дека ако има проактивни за калцификација, има и проинхибиторни за да ја спречат таа калцификација. Исто како што имаме прокоагулантни во самите крвни садови и оние што се антикоагулантни за да не дојде до тромбоза. Така да се е во организмот во хомеостаза. А се случува ли кај некои пациенти повеќе камења да создава едниот бубрек во споредба со другиот? Само ако има некој генетски, анатомски дефект. Аномалии? Да. Дали ќе бидат два уретери, кои што понадол се спајаат во еден, или ќе има аберантен крвен сад кој прави застој во тој бубрек. Да. Или ако има некоја промена на форма
од било која претходна причина, например некоја инфекција пилонефрит, или ако има честа злоупотреба на нестероидни антиинфламатори, тоа се овие како што ги пијат како бомбончиња, кетонал, аналгин, мифлам, кафетин, тогаш може да дојде до оштетување на самите папили, на врвовите од самите тубуларни собирни каналчиња, и тие како таков дефект ќе бидат подложни за забрзано стварање на камчиња. Па во тој случај кажуваме дека сингл, тој левиот или тој десниот бубрек има калкули, а на другиот нема. Професор, ви благодарам многу што денеска одвоивте време и дојдовте во студиото на Телма да бидете гостин во Телма амбуланта и за сите совети, препораки поврзани со оваа тема. Значи, доволно течност. Апсолутно. И сите останат умерено. Да, цело е кога си има се и треба да бидеме умерени. Благодарам и јас на вас за поканата, иако и двајцата бевме малку со некоја инфекција настенка, меѓутоа еве мислам дека беше коректно за да можат гледачите да имаат нешто што ќе чујат и што ќе научат. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа дел од Телма амбуланта. Почитувани ви посакувам пријатен ден.